Асфалтирањето улици е редовна работа што граѓаните ја очекуваат од локалните власти. Повеќето градоначалници пак, користејќи ги социјалните мрежи, прават атракција од тоа. За секоја уличка следува објава на Facebook, како на пример на профилот на градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, кој не испушта да ја спомене и фирмата што моментно е ангажирана. Оперативата на ангажираната фирма Градба Промет од Кавадарци започна со реализирање на нов комунален проект во општина Кавадарци. Денеска оперативата на Градба Промет започна со реконструкција на коловозна конструкција и припрема за асфалтирање на улица Ѓуро Ѓаковиќ, крак спој со улица Шишка, со вкупна површина од 700 метри квадратни. Во објавите на градоначалникот Јанчев од време на време се наоѓа и по некоја друга фирма, но доминира Градба Промет. За него, ова е пример за транспарентност и отчетност и ништо повеќе. Ние ги имам дадено комплетно овластувањето на сите раководители на сектори да ги подпишуваат и иницијативите за јавни набавки, и изборот на компанија за јавни набавки, и договорите, и граждански ситуации. Нормално не се изземаме од одговорност во таа ситуација, него напротив се изземаме од лична комуникација непотребна со сите компании кои ќе добијат јавен договор за изградба или од било каков тип. Градба Промет е етаблирана градежна компанија од Кавадарци со сопствена бетонска база, сепарација и околу 200 вработени. Фирмата е профитабилна, а и со општина Кавадарци има долга соработка. Ако се направи анализа на соработката во последните 6 години, од 2015 до 2020, Градба Промет добила околу 5 милиони и 300 илјади евра од општина Кавадарци за градежни работи. Но ако оваа сума се разгледа по години, очигледно е зголемувањето на износите од година во година. Во 2015 Градба Промет добила тендери во висина од 307.000 евра од општина Кавадарци. Во 2016 таа сума е 330.000 евра. Во годината на локални избори, 2017 Градба Промет добива околу 530.000 евра од општина Кавадарци. Сумата продолжува да расте на 1.190.000 евра во 2018. Во 2019 Градба Промет од општина Кавадарци добива околу 1.892.000 евра. Исклучок од растечкиот тренд е пандемиската 2020. Лани Градба Промет на тендери од општината добила 1.068.000 евра. Градоначалникот Митко Јанчев го прашавме зошто во неговиот мандат Градба Промет станува доминантна фирма во општината за градежни работи. Затоа што тие компании се занимаваат професионално со тие дејности и ги имаат сите потребни ресурси и тоа му е главна дејност. Инаку, можам слободно да ви кажам дека немаме јавна набавка или јавен повик без да учествуваат 8, 10 до 12 компании на јавна набавка. Него имаме континуиран процес на аукција негативна, која што некогаш дури и ние самите се запрашуваме како по толку ниски цени може да добијат фирмите изведба. Меѓутоа, кога поставуваме прашање за сериозност на понудата, тие се потврдуваат, си оставаат банкова гаранција, квалитетот на завршување го пратиме со надзор интерен и надворешен надзор и лабораторија е вклучено за испитување на материјалите. Еден од четворицата сопственици на Градба Промет е Драган Тодоров, кој освен во оваа фирма се јавува како сопственик и во Михајлово ДОО Кавадарци, заедно со Кожувчанка, која е во сопственост на градоначалникот Јанчев. Тоа значи дека во општина Кавадарци доминантниот добитник на тендери за изградба и одржување на патишта е фирма чиј сопственик има заедничка фирма со градоначалникот. Станува збор за одморалиште. Така е, да. Михајлово ДОО е детско одморалиште, една непрофитабилна компанија која што работи во интерес на децата. Тоа одморалиште потекнува од 80 година, каде што Кожувчанка заедно со господинот Драган Тодоров, кој што потекнува исто од местноста Бошева близко Михајлово, од наши лични причини и емотивни причини, успеавме тоа одморалиште да го земиме, односно купиме за некакви средства, го комплетно ретвизираме и тоа е единствено одморалиште во Република Македонија која што остана во функција од толку многу добри одморалишта кои што ги имав. Оправдано е прашањето за судирани интереси. Судирани интереси не ги дам никакви. Градба Промет котира во општина Кавадарци од 2000 година или од 2006, така да не е измислена фирма од вчера, завчера или со моето доаѓање, мислам дека претходно и повеќе учествуваше во делот на изградбата. Но факт е дека со доаѓањето на вас на чело на општината расте нивното... Не, со доаѓањето на чело на мене на општината расте целокупната комунална изградба.
Од градба Промет велат дека со оглед на тоа што се локална фирма, природно и да учествуваат на тендерските постапки на локалните самоуправи од регионот. Велат дека ресурсите со кои располагаат им овозможуваат да имаат ефтин економски производ и со тоа најповолна понуда. Во 2017 година, градба Промет инвестираше и во асфалтна база што дополнително ги зголеми нашите капацитети, можности и обем на работа, што резултираше со зголемен обем на реализирани проекти на самата фирма и една од причините за зголемениот обем на работа на градба Промет, а тоа се локалните самоуправи. Во однос на прашањето за потенцијалниот судир на интереси на господин Драган Тодоров заедно со господин Митко Јанчев, како косопственици на фирмата Михајлово, сакаме да ви информираме дека тоа е фирма формирана во 2012 година, значи 5 години пред доаѓањето на господин Јанчев на функција градоначалник на општина Кавадарци. Освен Кавадарци, анализиравме уште 2 големи општини на различни краеви во земјава и со градоначалници од различни политички партии – Куманово и Струга. Фејсбук промоција на секојдневните активности прави и кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Неговите постови завршуваат на Фејсбук страницата на градежната фирма Кооп Инженеринг. Јас не навлегувам во делот на рекламирањето на приватните фирми. Тоа е нивна работа, веројатно ги рекламираат проектите кои што самите ги изведуваат, а апелирам до сите правни субјекти да учествуваат на јавните набавки. Во општина Куманово условите се исти за сите и подеднакви за сите. Кој ќе ја добие постапката, тоа е веќе одлука на надлежната комисија во секторот за јавни набавки и буквално јас само добивам информација на квартално и годишно ниво. Колку тоа постапки се отворени, колку се затворени, бидејќи од тоа ми зависи и реализација на годишната програма. Ниту пак имаме одредени фирми кои што сакаме да ги фаворизираме, нити пак ќе продолжиме така да работиме, а кој ќе ја добие постапката за јавни набавки, тоа е веќе предмет на понудата која што самата фирма ја добива. И овде фирмата добива значителни суми од општината, но во овој случај нема праволиниска прогресија како во Кавадарци. Кооп Инженеринг добила тендери во висина од околу 270.000 евра во 2015-та, па 566.000 евра во 2016-та и 1.029.282 евра во 2017-та. Во 2018-та сумата се намалува на околу 646.000 евра, за во 2019-та да порасне на 1.337.730 евра. Лани, Кооп Инженеринг Куманово добил околу 533.000 евра од општинската каса. Димитриевски вели дека тоа е одраз на реалниот пазар, каде покрупните риби ги јадат поситните. Општината, вели тој, се бори за што пониска понуда, па во изминативе години успееле да направат заштеди. Која фирма и како ќе добие, тука апсолутно ниту општината има можност да дефинира, ниту пак било кој од вработените во општината, бидејќи тоа е принцип на јавно надавање електронско кај што се јавуваат свит. Дали постои можност за взаемно договарање на фирмите кои што учествуваат на тендерите, тоа е веќе друго прашање, но ние буквално немаме никаква надлежност. Имате голем број на јавни набавки, каде што се надпреваруваат взаемно фирмите и всушност многу пати одат и по цената на чинењето на услугата која што ја даваат, само со цел да истиснат едни други од пазарот. Кооп Инженеринг е фирма со околу 30 вработени. Кога го посетивме Куманово, нивната механизација работеше непосредно до општинската зграда. Зошто толку се интересираат за општинските тендери, иако побаравме став, не ни испратија. Проверивме кој доминантно гради во Струга, општина под раководство на Рамис Меркол Дуи. Таму во моментов се издвојува акционерското друштво Илинден АД Струга. Од 10 најголеми тендери на општината во изминативе 3 години, дури 7 ги добила оваа градежна компанија. Од она што е јавно достапно на порталот на Бирото за јавни набавки, интересно е дека Илинден АД од Струга не добивала тендери до 2017 година. Соработката со локалната власт почнува во 2018-та, првата цела година во мандатот на Рамис Мерко. И тоа, во 2018-та, Илинден АД добива тендери во Струга во вредност од 1.532.722 евра. Следната, 2019-та, им донела околу 470.000 евра од општинската каса, а лани близу 787.000 евра. Се јавуваат повеќе фирми, многу отворено. Ги има од цела Македонија.
Но тие поголемите, да речам, фирми кои имаат бетонска база, асфалтна база, кои имаат моќ за инвестирање, значи тие не се мешаат една со друга. Да речеме, секој има своја територија. Ретко се дешава да се пријави подалечна фирма во Струга. Но има и други работи, да речеме, фирми кои доаѓаат само за конкуренција, нудат пониска цена во тендерирање и после го препродаваат во наводници тендерот на вториот или третиот и се откажува сам. Овие работи за овие фирми треба, значи, да води грижа државата, односно институциите. Ако еднушка се повлекол или два пати и така натака, треба да се преземат мерки. Мерко не гледа проблем што едни исти фирми ги добиваат тендерите. И не е секогаш една фирма. Не ни одговара и некоја многу мала цена и утре да нема квалитет во изведба на градбите, затоа што тогаш ништо не сме добиле. Добро е што се работи со локални фирми, затоа што повеќе ќе кошта ако дојде работник од Скопје или од Тетово или да речеме од Кавадарци и така натака. Односно, подобар квалитет ќе добиеме кога фирмата е локална, ситуирана фирма и да речеме не може асфалт да дојде од Кавадарци или од Скопје. Во пресрет на локалните избори на есен, свеж асфалт ке зажежен из цела држава. Тоа се пари на граѓаните прибрани од даноци. Затоа е важно кој и под какви услови ги гори.